Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Ивана Јанковска, вашиот водител на подкастот за Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза. Мултипла склероза или скратено МС е една од најчестите болести на централниот нервен систем. Тоа е хронична, прогресивна, имунолошка посредувана, воспалителна и дегенеративна болест на централниот нервен систем, која настанува кога имуниот систем ја напаѓа обвивката на нервните клетки во мозокот, рабитниот мозок и оптичките нерви, предизвикувајќи воспаление и последователна дегенерација, што води до прекин на невротрансмисијата на сигналот од една нервна клетка до друга. Повеќето луѓе со МС се дијагностицирани на возраст од 20 до 40 години, а МС е 2 до 3 пати почеста кај жените отколку кај мажите. Денес 2,1 милиони луѓе ширум светот имаат МС. Според податоците на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза, во земјава секоја година се дијагностицираат околу 90, односно 120 нови лица со мултипла склероза, додека вкупно од МС боледуваат повеќе од 1500 лица. Очигледните симптоми може да вклучуваат отежнато одење, губење на координацијата, грчеви во мускулите, слабост и промени во говорот. Но понекогаш проблемите предизвикани од МС не се видливи за надворешниот свет. Оштетување на видот, вкочанетост, замор, болка и когнитивни проблеми се неколку од вообичаените невидливи, скриени симптоми кои може да го променат животот исто колку и очигледните физички оштетувања. Пациентите со МС макотрпно се борат со овие симптоми кои јавноста не може да ги види, па чисто и не верува дека постојат, лепејќи им епитети како неспособни, мрзеливи, нерасположени. Токму на оваа тема, невидливите симптоми на мултипла склерозата, денеска ќе разговараме со научен соработник доктор Бојан Бошковски од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија Скопје. Еден од главните симптоми на мултипла склерозата е намалената спретност на рацете, особено на десната рака. Пациентите можат да имаат потешкоти со активностите во секојдневието, како што се собирање работи, задржување предмети, потешкоти со пишувањето или проблеми при контролирање на приборот за јадење, како пример. Како сето ова се одразува врз квалитетот на самиот живот? Така, ова е уште еден невидлив симптом кој што на почетокот не се приметува и обично при оние мали обврски, односно не обврски, него моторни вештини кои ги имаме научено, најчесто не се приметува, тоа е закопчување на копчиња, сечење со нож и така натаму. Меѓутоа, многу е важно и тоа има клинички студии кои што го покажале дека кога имаат на работа најчесто, на пример, тие што користат, да речеме, компјутер, куцање, обично што треба брзо да се куца, тие што имаат намалена спретност се намалува и брзината и замор се јавува во раката. Така да тие треба почесто да направат одмор и тоа на почетокот можеби не е приметно, меѓутоа понатаму се приметува и така, и тоа го намалува квалитетот на животот, особено кога станува збор за работните обврски. Подоцна може да се јави моторна слабост, значи кога веќе раката е послаба, десната особено доминантната, која што најчесто ги некогаш може да види тоа и лева, која како доминантна рака, бидејќи со неа се извршуваат најспретните работи. Кога станува збор за готвење, за користење на прибор за јадење, за лична хигиена, особено тоа кај машката популација кога станува збор за користење на жилет, за бричење, така да тоа се го отежнува. Така да тој замор на раката или намалена спретност во подоцнежната фаза од болеста сериозно го нарушува квалитетот на животот. Поготово кога станува збор за, како што реков, работни обврски, а меѓутоа и за секојдневните обврски. А што да се превземете во тој случај каде што раката и не е толку функционална, што треба да се направи? За сите овие невидливи симптоми можам да речем дека еден од главните главните решенија или тоа нешто што може пациентот сам да направи е да ги охрабриме да останат активни. Особено кога станува збор за заморот и за спретноста на раката. Докажано е дека вежбите со раката, особено има различни вежби, сега во подоцнежно време има и
и апликации на дигитални уреди, каде што можат пациентите со помош на тач, на вежби, на игри, најразлични игри, да си помогнат да ја одржат спретноста на раката, на рацете и да го намалат заморот. Меѓутоа пак зависи, секој пациент е различен. Некој пациент можеби нема да има замор или нема да има намалување на спретноста или нема да има доволно намалување за тоа да биде приметливо. Некој ќе има повеќе, така да секој индивидуално ги доживува симптомите, особено невидливите симптоми, и никој не е ист. Сите имаат различни симптоми и никој не може со никого да се поистоветува. Така да секој треба да ја гледа сопствената состојба, нели, здравствена, да се консултира со својот лекар, да разговараат отворено, поготово за овие невидливи симптоми, а јас ги охрабрувам да, согласно со своите можности, нели, да бидат активни, особено физички активни, дури најмали вежби во домот, како јога, како пилатес може да помогнат. Сега може да продолжиме и со следните симптоми. Нарушувањата на видот се исто така чести кај луѓето со мултипла склерозата, особено кај оние кои се веќе во секундарна прогресивна мултипла склероза и кај кои болеста е присутна малку подолг период. Дали е можно пациентот да има недопрена визуелна функција, а сепак да пријавува и пројавува никакви проблеми со видот? Видот е еден од најчестите симптоми, нарушувањето на видот е еден од најчестите симптоми на мултипла склероза. Некогаш се јавува и како прв симптом, односно воспаление на оптичкиот нерв, па потоа имаме намален вид во различен степен, со различен интензитет. Меѓутоа да речеме дека можеме успешно се справиме со тој симптом, па пациентите видот се враќа кај пациентите. Меѓутоа прогресивно гледано, односно во долж лекувањето, видот се намалува, особено се намалува контрастот. И тука настанува проблем при разлика на различни предмети, гледање во длабочина, особено кога станува збор за различни бои и за различни светлини, кога е намален контрастот. Меѓутоа пациентите тоа на почеток може и не го приметуваат. Пак ќе кажам, видот се влошува заради тоа што ако болеста не е добро контролирана или ако болеста земала замав, да речем. Морам да признам дека со новите лекови што последниве неколку години кај нас се достапни, пациентите многу добро реагираат на новите лекови. Единствено е тоа што немаме за сите и тоа е огромна пречка и за нас како лекари да работиме во секојдневието, заради тоа што не можеме на сите да им дадеме терапија. Меѓутоа лековите помагаат многу. Видот прогресивно се влошува, како што кажав. Треба да ја контролираме болеста. Пациентите не можат ништо да направат за да го спречат тоа. Најмногу можеме ние да направиме со тоа што ќе бидат брзо дијагностицирани, ќе бидат ставени брзо на терапија, а со тоа ќе спречиме болеста да се активира и да се намали видот. Пред се самиот пациент прво треба да дојде да се поистоветува за проблемот што го има. Дел од пациентите со мултипла склерозата се соочуваат и со вртоглавици и чувство на несвестица. Чувството дека баш ви се врти се околу пред очи, може да се појави како резултат на лезии во деловите на мозокот кои ја контролираат исто така рамнотежата. Луѓето чувствуваат дека мораат да останат во кревет дури не помине сето тоа. Карактеристична е појавата на ротациона вртоглавица со чувство на гадење или повраќање. Постои ли некакво било какво решение конкретно за овој проблем? Овие проблеми генерално ги вклопуваме во симптомите со пореметен нот, односно потешкоти со одењето. Точно е дека еден од главните моторни симптоми врз основа на кој се и базира и скалата за одредување на стапката на инвалидитет е одењето. Доколку пациентот има потешкоти со одење, особено со одење подолга дистанца, најчесто се зголемува стапката на инвалидитет. Меѓутоа понекогаш во зависност од кои структури е зафатено во мозокот, особено тоа е малиот мозок и дел од мозочното стебло, како мозочни структури на централниот нервен систем, се јавува и таа вртоглавица или оттежнато одење со занесување. Тука тоа дополнително го комплицира одењето, каде што пациентите покрај тоа што имаат моторна слабост, имаат и чувство дека ги занесува или ги турка, дали во една, дали во двете страни, дали наназад, дали нанапред, и со тоа се намалува спретноста при одењето, а и со тоа се зголемува инвалидитетот. Ретко се случува пациентите да имаат чувство на
вртоглавица без тоа да се манифестира со одењето, значи најчесто се манифестира заедно и најчесто овие вртоглавици или нагони за повраќање се кога имаме акутно влошување на болеста која што нормално се лекува болнички и треба да се лекува и треба да се препознае. Како и да е, одењето е исто така еден од намалувањето на дистанцата при одење е исто така еден од на почеток и невидлив симптом. Пациентите чувствуваат замор, а тоа сепак е дел од слабост и од вкочанитоста на мускулатурата, што мора да го намалат одењето, односно да се одморат, па да продолжат и така, и тоа почеток не се перцепира, особено кај прогресивната мултипла склероза, дури некогаш се случува и после година и пол дена од почетокот на симптомите да дојдат баш со тој симптом, дека порано одев 5 км и сега едва ја одам километар, морам да застанам да се одморам, така да тоа некако поминува незабележано и од лекарите, а и од самите пациенти. Ви благодарам, докторе, што бевте наша гостина, вам почитувани, ви благодарам што не следевте.